Добро вечер. Бензините од ноќеска на полноќ поскапуваат за 2,5 денари, а цената на дизелот се зголемува за 2 денара по литар, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика. Цената на Евросупер 95 ќе биде 85 денари за литар. Евросупер 98 ќе се продава за 87 денари, а евродизелот за 93,5 денари за литар. Од регулаторната подсетуваат дека во оваа пресметка се земени предвид намалениот износ на акцизата за 4 денари за литар кај дизелот, како и намалениот износ на акцизите за 2 денара за литар кај бензините и намалениот износ на ДДВ-то за нив. Премиерот Мицкоски кажа дека засега не се планираат нови мерки, а со ОКТА е договорено попустот да важи до 18 мај. Труењето со јаглерод моноксид е главната причина за смртта на починатите во Пулс, иако кај дел се најдени и цијаниди, сведочеше директорот на Институтот за судска медицина доктор Александар Станков на денешното рочиште. Михајло Видимлиски известува. Јаглеродниот моноксид е најдоминантна причина за настапување на смртта кај најголем дел од жртвите во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Првиот човек на Институтот за судска медицина Александар Станков денеска пред судот ги образложи обдукцијските наоди. Кај дел од жртвите било утврдено и присуство на водороден цијанид, но како што рече тој, бројките не треба да се гледаат изолирано. Кај најголем дел од луѓето, главната причина за смрт, како што е наведено во сите писмени извештаи, е насилно задушување заради труење со јаглерод моноксид. Останатите причини се амбиентално задушување, компресивна асфиксија и оштетување термичко на дишните патишта. Дополнителните фактори во настапување на смртта се кај одредени лица присуство на цијаниди, присуство на топол воздух, дишување на топол воздух, на чад, на гараж, и евентуално овакво повредите што ги имаат од притисокот. Токсиколошките наоди кај дел од жртвите покажале и присуство на алкохол, на лекови и на психотропни супстанции. Сепак Станков отфрли дека тие значајно придонеле за смртниот исход. Тие не придонеле скоро воопшто во настапување на смртниот исход и тие не можеме да ги гледаме како единствен фактор понатаму. Значи не може да ги исклучиме и да ги изолираме само како фактор на делување. Постојат многу фактори на делување кои што се многу побитни. На денешното рочиште беа прочитани исказите на двајца сведоци дадени во Кочанското обвинителство. Судот денеска го отфрли и барањето на двајца адвокати да им се укине мерката притвор на Беким Хаџију и на Тодор Јованов. Следно рочиште за случајот е закажано за во среда. Против малолетничките кои извршија врсничко насилство во Скопски Ѓорче Петров е поднесена кривична пријава, соопшти МВР. А во текот на утрешниот ден се очекува да биде поднесена кривична пријава и против нивните родители. Сања Трајковска-Ставров. 4 кривични пријави против една 17 и 3 14 годишни девојчиња се поднесени за случајот со брутално малтретираната ученичка од училиштето Мирче Аце во Ѓорче, откако снимки од насилството со гасење на цигари од кожа и омаловажување завршија на социјалните мрежи. Од МВР велат дека девојчето во 2 наврати било соочено со напади на 27 и 30 март, а девојчињата кои сега имаат и кривични пријави физички ја напаѓале жртвата. Оттаму најавуваат дека утре кривични пријави ќе поднесат и за родителите на инволвираните малолетници. Случајот веќе е доставен до Основното јавно обвинителство Скопје. Оттаму за Канал 5 Кусо одговорија дека кривичните се пристигнати и постапката се води согласно Законот за правда на децата. 10 деца, помеѓу кои имало и момчиња, биле учесници во насилството. Сите имаат добиено укори и намалено поведение, а од училиштето Мирче за Канал 5 велат дека ги превзимале сите мерки кои можат да се дадат во ваков случај согласно законите уште пред 2 недели. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски вели дека лично бил запознаен со случајот и тврди дека училиштата каде што децата посетуваат настава направиле се што е во нивна надлежност пред случајот да добие поголем јавен интерес. Педагошки мерки врз 10 ученици кои биле вклучени во инцидент. Значи напоменувам врз 10 ученици
кои што со сите со различен тип на вклученост во самиот настан и на кои што соодветно на тоа им се изречени мерките. На 3 им е намалено максимално поведението во незадоволително, на 2 ученика им е намалено на ниво на добро и 5 ученици се исто така опоменати со укор, односно изречени се мерките педагошки укор. Знам дека за едно од децата ја следи наставата од дома, додека пак другите на кои што им се изречени дисциплинските мерки ја следат наставата во училиште. Градоначалникот вели дека за случајот освен МВР веднаш биле информирани и просветниот инспекторат и сите надлежни, а и народниот правобранител. Според градоначалникот Стојковски редовно се спроведуваат кампањи за спречување на васничкото и сите други типови на насилство помеѓу учениците и најави дека проектот ќе продолжи со цел да вроди со намалување на вакви случаи. Густ чад се издигна над Скопје откако избувна пожар во близина на Визбегово, каде што горел отпад и индустријска опрема. Според информациите од Центарот за управување со кризи, преку бројот 112 била пријавена запалена машина за мелење железо на улица на подрачјето на Шуто Оризари. На терен интервенирала бригадата за противпожарна заштита на градот Скопје со 2 противпожарни возила. Градоначалникот на Шуто Оризари го информирал ЦУК дека пожарот е ставен под контрола и дека нема опасност од негово ширење, бидејќи плацот бил ограден со ѕидови. Македонија одбележа 123 години од смртта на македонскиот револуционер и борец за слобода Гоце Делчев. Бројни делегации и граѓани положија цвеќиња и се поклонија пред неговиот гроб во црквата Свети Спас, меѓу кои и премиерот Мицкоски и лидерот на опозицијата Филипче. Тие и во оваа прилика разменија жестоки критики, особено околу уставните измени и односите со Бугарија. Новата бугарска влада нема да придонесе за подобрување на односите со Македонија, туку може дополнително да ја вжешти атмосферата, оценува премиерот Христијан Мицкоски. Тој смета дека причината лежи во дел од домашните политички структури, кои како што вели, се подготвени на устапки спротивни на државните позиции. Мицкоски нагласува дека владата останува цврста на своите црвени линии, особено кога станува збор за идентитетските прашања, но истовремено е подготвена за разговори со Бугарија, со очување на аргументите и прифаќање на оние што ќе преовладаат. Ако ме прашате лично мислење, ќе ви дадам лично мислење. Не очекувам воопшто да се промери атмосферата, напротив. Очекувам истата таа атмосфера да се вжешти, затоа што се уште имаме структури и политички, но и општествени кај нас дома, кои што се подготвени да коленичат пред бугарските власти и да бидат мекото ткиво на македонската надворешна политика. Се додека има такви политички структури и општествени сили, јас не очекувам промена на односот на нашиот источен сосед. Но ние како влада сме секогаш подготвени за билатерални, мултилатерални разговори. Лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче пак обвинува дека премиерот со неговото владење ширил пропаганда, создавал вештачки непријатели и поделби меѓу граѓаните на патриоти и предавници. Филипче вели дека не слушнал бугарската страна да го негира македонскиот идентитет и според него не постои реален ризик од уставните измени. Ние никаде од Бугарија не сме слушнале дека го негира нашиот идентитет. Ниту пак нешто е направено во време на владите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со цел да и резултат да се загрози нашиот национален идентитет. Сите се согласуваат дека нема никаков ризик. Кој е ризикот од уставните измени? Зошто крира вештачки непријатели? Грците, бугарите и така натаму. Ама тоа е начинот на кој што човекот владее. Со својата пропаганда, своите лажни вести. Во меѓувреме, во Бугарија се очекува мандатот за состав на новата влада да му биде доделен на Румен Радев до крајот на неделата. Тој уште на денот на изборите изјави дека очекува Македонија што поскоро да го исполни договореното и да ги внесе бугарите во уставот. Шефот на дипломатијата Муцунски вели дека има разговори со ЕУ за намалување на метежот на границите поради новиот систем за регистрација. Откако викендов и за влез и за излез од Грција се чекаше и до 5 часа.
со повеќе земји членки на Европската унија кои што го граничат регионот на Западен Балкан, имаме дискусии. И очекуваме во летниот период, кога ќе има периоди на поголема гужва, да се превземаат соодветни мерки. Во овој момент официјално никој нема добиен одговор. Сето друго што се читаше, посебно викендот по медиумите, повторувам, е политичка естрада. Министерството за внатрешни предупредува на зачестена појава на измамнички пораки во кои што се бара наводна наплата за сообраќајни прекршоци. Според полициското соопштение, непознати лица од странски телефонски број со префикс +63 им испраќаат пораки на македонски корисници, во кој што лажно се тврди дека примачот има регистриран сообраќаен прекршок и се бара негово плаќање преку линк кој што води до лажна веб страница, што се представува како страница на МВР. Од Министерството објаснуваат дека измамата функционира така што корисниците по кликнување на линкот оставен во пораката се упатуваат на лажна страница, каде што прво се бара внесување регистарски таблички, пошто се прикажува наводен прекршок и барање за наплата од 1500 денари. Апелираме до граѓаните да бидат предпазливи и да не веруваат на пораки кои што доаѓаат од нелегитимни веб страници, ниту пак да внесуваат лични податоци или податоци од платежни картички, се вели во полициското соопштение. Тоа беше се. Пријатна вечер.